Почитувани членови на семејството Трајковски, почитувани представници на владата на Република Северна Македонија, почитуван министре, почитувани представници на Советот на општина Струмица, почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Историјата памети дека овој град изнедрил бројни политичари, општественици, академици, универзитетски професори, научници, доктори, писатели, уметници, актери, музичари и други, кои преку својата успешна кариера извршиле полна афирмација и популаризација на Струмица, не само во државни рамки, туку и пошироко низ светот. Афирмирајќи го својот град, тие истовремено ја афирмирали и својата татковина, оставајќи зад себе дела за паметење. Дефинитивно, еден од нив кој вечно ќе се памети е председателот Борис Трајковски, човек кој и денес не собра пред овој споменик кој е подигнат во негова чест. За жал, поводот за овој наш собир е одбележувањето на денот на неговото прерано заминување. Тоа го правиме секоја година на денешен ден за да покажеме и докажеме дека големите луѓе никогаш не умираат, дека тие живеат вечно во спомените на оние кои ги почитуваат вистинските вредности. Почитувани дами и господа, денес се поклонуваме пред ликот и делото на вториот македонски председател, нашиот сограѓанин Борис Трајковски, одбележувајќи 17 години од неговата прерана и трагична смрт. Една мудрост вели: тоа што го носи мигот, не може да го донесе ни вечност. Токму така и се случи во тој кобен миг, во тој четврток на тој 26 февруари 2004 година. Веста за авионската несреќа во Босна и Херцеговина, во која загина председателот Трајковски и осумина негови соработници, одекна како гром од ведро небо. Ниту во нашиот град, ниту во цела земја, никој не сакаше да верува во таа вест, но за жал вистината го покажа своето грдолице. На тој начин, најкусиот месец во годината стана месец кој најдолго ќе се памети. И еве дури и по 17 години од прераната смрт на председателот Борис Трајковски, сведоци сме дека не секогаш има вистина во мудроста дека времето најдобро ги лечи раните. И по толку време од тој судбоносен 26 февруари раните се уште печат и болат. Тие ќе болат вечно, се дури постојат оние кои ги препознаваа и си спомнуваат за неговите особености, и се додека се прераскажува вистинската приказна на идните генерации за човекот кој знаеше да ги љуби и татковината, и родниот град, и луѓето, и Севишниот Господ Бог. Во оваа прилика вреди да се истакне дека од 15 декември 1999 година, кога беше инаугуриран за втор македонски председател, до денот на неговото трагично загинување 26 февруари 2004 година, поминаа 4 години, 2 месеци и 11 дена, што значи дека не успеа да го заврши својот 5-годишен председателски мандат. Но и покрај тоа, успеа за сосема кус временски период успешно да се носи со бројните тешки предизвици. Тоа особено се однесува на настаните од воениот конфликт во 2001 година, кога председателот Трајковски со голема мудрост и решителност успеа да спречи поголема ескалација на конфликтот, кој неминовно ќе донесеше нови жртви и нови крвопролевања. Се разбира, клучен беше неговиот ангажман околу потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Кон сето тоа, треба да се придодадат и неговите интензивни активности за интегрирање на земјата во Европската Унија и во НАТО. Исклучително богатите државнички активности на внатрешен и меѓународен план, заложбите за средување на состојбите со економијата, меѓунационалните односи во државата, неговата комуникација со граѓаните,
при што стапна во безмалку сите македонски градови и села и уште многу други значајни нешта. Дури и кога сосема накусо се присетуваме на тие нешта, тоа е сосема доволно да ги добиеме одговорите на прашањата кој беше, што беше и каков беше Борис Трајковски. Човечноста, искреноста, љубовта беа негови главни одлики. Тие доблести го правеа голем, онолку голем колку што беше голема неговата верба во Македонија. Таков го паметиме, таков и ќе остане во спомените на сите негови современици од земјава и целиот свет. Ви благодарам.